Господине Димитров, прво во врска со вашето обраќање неколку работи би сакал да кажам и да констатирам. Прво, мислам дека ова беше едно од поострите обраќања кон ВМРО ДПМН во овој парламентарен состав, можеби најострото. Од оваа говорница ние пратениците на ВМРО ДПМН го имавме слушани Зоран Заев, не бил така остар. Ги имаме слушани Радмила Шекеринска, не била остра како вас. Го имаме слушани Оливер Спасовски, доскорешен секретар на СДСМ, не бил остар како вас. Имаме слушано и од Мухамед Зекири, подпредседател на СДСМ, не бил остар како вас. Значи, вие, господине Димитров, вака во острината и терминологијата пустош, заробена држава и така натаму, сигурно ќе добиете големи пофалби од пратениците на СДСМ, затоа што во острината кон ВМРО ДПМН сте вака прилично со зборовите и терминологијата онака како што пред малку реков. Второ, господине Димитров, кога велите за нас тука од ВМРО, ВМРО, господине Димитров, не е опозиција. ВМРО е мнозинство кое што победи на избори. Малцинство и поразена страна се оние кои што гласаат за вас и кои што ви аплаудираат. Значи, ако ги видиме резултатите, општина по општина, господине Димитров, кај македонскиот народ, разликата за ВМРО е 100.000 гласови. Значи, ако ги погледнеме резултатите, кога можеше Македонија да гласа од Дебар до Берово и од Куманово до Гевгелија, од Битола до Крива Паланка, ВМРО има 100.000 разлика повеќе од оние кои што вас ве поддржуваат. Значи, господине Димитров, вас опозиција ви е македонскиот народ. Вас ви е опозиција македонскиот народ. И македонскиот народ, почитувани присутни, во Македонија игра на домашен терен. Ние сме имале пред година дена влада со 82 пратеници, па едва и тешко се владеело. Сега има влада залепена со 62 пратеници и тоа не може долго време да трае. Нема да трае, тоа ќе трае уште година дена и после ќе треба да појдеме кај граѓаните. А вака како што СДСМ влада е како безмалку да има 92 пратеници, а секој ден да има по 1500 гласа помалку до 2000 гласа повеќе, не знам како ќе биде. Господин Димитров, од 90 година до сега немало вака рано, вака непопуларна влада во Македонија. Никогаш. Од 90 година нааму вака рано немало вака непопуларна влада. И тоа секој ден се засилува. Секој ден, буквално секој ден. Значи, демонтирањето на оваа конституенца кон која што вие уште се обраќате, нема да успее. Затоа што таа конституенца во Македонија е 500.000 полнолетни граѓани во Република Македонија, со се деца 800.000. Значи, таа конституенца е 800.000 граѓани во Република Македонија и таа конституенца има во сите села, во сите населби, во сите улици. И ако таа конституенца и таа субстанца која што не се губи, можела и може да биде континуитет од 100 долги 124 години, да ќе ги поминеме и овие 124 дена. И нека бидат 324 дена. Ќе ги поминеме. Ќе ги поминеме. А кога зборувате за одговорност, свртесте се позади вас. Па ајде онаа втора половина од оние што ги критикувате. Бујрум кажете нешто за одговорност за оние со кои што сте у коалиција. Бујрум кажете нешто кога одите по околниве земји и кога се среќавате, прегрнувате и кога се ракувате со оние луѓе, некои од нив кои што името неќе да ни го спомнат, некои од нив и контроверзни политичари кои што со години и децении не негираат, со нив конструктивно, меко, мило, убаво, дипломатски и така натаму. А тука на оваа конституенца која што 800.000 граѓани на Република Македонија, 500.000 верификувани гласови, тука во овој парламент и во овие институции кои што ги имаме сега во моментов владини, тогаш ќе се треска на маса и тогаш кидат закани за ВМРО, тогаш кидат хаштази, тогаш ќе ве демонтираме, ќе видите тоа ќе ви се случи, ова ќе ви се случи, она ќе не се случи. Значи, идете на запад, меко. Идете на север, меко. На исток, исто така меко. На југ, меко.
Против ВМРО, вие ќе видите. Ќе опомине ВМРО. Ќе опомине ВМРО. Ќе опомине. Ви гарантирам. Уште неколку работи. Неколку пустош терминот. Знаете што е пустош? Пустош е 5000 хектари шума да изгорат за 10 дена од владата со 26 министри, никој да не мрде. Пустош е во една недела 11 бебиња да умрат, 11 бебиња да умрат, никому ништо. Не дај Боже да се случеше тоа во онаа влада која што вие ја обвинувате, не дај Боже да се случеше ова пред година дена, не знам што ќе се случуваше и на плоштад, и на улица, и низ цело Скопје. Пустош е 38% невработеност. Пустош е транзицијата во Македонија. Тоа е пустош. А не е пустош кога ВМРО ќе донесе 10-15 германски фабрики и кога 45% од извозот на Македонија ќе оди во Германија. Кога ќе се видите со Габриел и кога разговарате за економските односи. Зашто разговарате? Зборувате за Дрексел Мајер во Кавадарци со 6000 вработени. Зборувате за Маркарт во Велес, кој што има 600-700 вработени. Зборувате за Техникал Текстайл во Штип. Зборувате за Кромберг и Шуберт, кој што ќе дојде до 3000 вработени во Битола. Колку германски фабрики имаше кога беше оваа владава на која што сега и служите? Ниедна, нула. Нула, никогаш. 27 години сега сам не отворена фабрика во оваа држава. Кажете, дали сте задоволни од економските перформанси на министрите за странските инвестиции? Дали, господине Димитров, сте задоволни од привлекувањето на странски инвестиции од Самка Ибримовски, од Рамис Мерко и од Зоран Шапорич? Како сте задоволни? Дали ќе ни отвараат нови фазари и колку фабрики ќе донесат? Еве, например, имавме колешка од Берово. Дали ќе донесете фабрика во Берово? И кога? Дали вашите министри за странски инвестиции или вие како министер ќе донесете фабрика во Делчево? Да, не беше доволно, ние донесовме фабрика во Кочани, фабрика во Штип, фабрика во Илинден, 70 на број, фабрика во Тетово, како што реков, Велес, Кавадарци и еден куп други места. Кога ќе донесете фабрика во Берово и во Делчево? За економските перформанси, нели и за пустошта за која што збориме. Понатаму, господине Димитров, дали другите народи или само македонскиот народ ќе ги сменува или сака да демонтирате споменици само на македонскиот народ? Дали од сите народи на Балканот, дали единствено македонскиот народ ќе треба да ги сменува своите споменици? Или имате препорака до било кој од соседниве народи да треба да ги демонтираат своите споменици? Понатаму, господине Димитров, има уште многу работи, но се сведува на ова. Што лошо им направи Македонија на соседите? Еве, оваа влада, режим, нели, деспотија, авторитарност и така натаму. Што лошо направивме на запад, што лошо направивме на север, што лошо направивме на исток и што лошо направивме на југ? Не е проблем да ви аплодираат во комши кога удирате по своето. Секојаш ќе ви аплодираат. Ќе ви аплодираат и во 1980, ќе ви аплодираат и во 1950, ќе ви аплодираат и 1930, 1910, 1893. Кога удирате по своето, нема многу да ви замерат. Но умешноста е да го браните своето, да го промовирате нашето и едноставно да не му го приредувате на овој наш народ, она што го имаме како борба 140 години. Беа спомнате тука Кресненско востание, Разловешко востание. 140 години за некој од овие работи се борел овој народ. И за месец дена тоа да се демонтира, да беше така лесно, не е проблем. Кажете, можеше тоа и пред години и пред 2005. Не е проблем, удирајки по своето, другите да ти аплодираат. Што лошо ние направивме на запад, на исток, на север или на југ? И со што заслуживме ние овде вакви реченици, ваква терминологија од вас? Тука зборали председатели и подпредседатели, заменици председатели на СДСМ, па не сме добивале ваква терминологија. Има уште еден куп работи во делот на мигранти. Во делот на мигранти само прочитајте стратегијата што ја напишала вашата влада. Прочитајте, или акциониот план. Има буквално 51, не сеќавам, 51 или повеќе проекти што треба да стартуваат 2017 година.
и да им Реплика, купиме. Прочитайте министърът го за на што външна вашата работа. влада го Благодарам, напишала. Ѓурчев. Благодарам.